Малолетникот при лепското село Сенокос е осомничен за свирепото убиство на 14-годишното момче што се случи синоќа во Прилеп, во близина на Центарот за култура Марко Цепенков. Полицијата рано утрово го приведе од неговиот дом заедно со уште едно 21-годишно момче, кој било сведок на настанот. Малолетникот, кој до смрт го избоде неговиот другар, пред полицијата го признал делото. Иако мотивите се уште не се познати, Телма дознава дека станува збор за меѓуврсничка нетрпеливост која тлеела подолго време меѓу убиениот и осомничениот, што доведе и до убиство. И двете деца се од исто село, претходно не се сторители на кривични дела. Од Оделението за внатрешни работи Прилеп, при секторот за внатрешни работи Битола, заедно со јавен обвинител, извршиле увид на местото на настанот. При извршен претрес во домот на малолетникот од село Сенокос, во село Сенокос, пронајдени и одземени биле предметите со кои е извршено кривичното дело. Со малолетникот е извршен службен разговор, при што истиот го признал кривичното дело, за што е поднесена и кривична пријава против истиот. Убиството се случи вчера вечер околу 19 часот во влезот од Деветкатница во центарот на Прилеп. Трагите од крв сведочат за настанот кој ги потресе прилепчани. 14-годишникот прво бил физички нападнат, а потоа неколку пати избоден со остар нож. Тој успеал да избега од напаѓачите, го преминал булеварот Гоце Делчев и се срушил на тротоарот, облеан во крв. Случајни минувачи повикале на помош која интервенирал околу 19:30 часот, но момчето не давало знаци на живот пошто било пренесено во Прилепската болница. Безуспешни биле обидите на лекарите за негова реанимација. Обвинител побара обдукција на телото на 14-годишникот кој е убиен синоќа во центарот на Прилеп.